Почитувани, добар ден од мене. Стартуваме со новото издание на Црвена линија, ама стартуваме и со месец јуни, 1 јуни, ден кој што ќе го паметиме по поскапување на цените, особено на основните прехранбени производи. Она за што ќе разговараме со вас е секако покачувањето на цените. Па ете така, цените од денес порасна кој за 2 денари, кој за 3, кој за 7 денари. Пона што ве прашуваме е со парите што ги заштедивте од владините мерки, последниве 6 месеци, каде ќе одите ова лето? Дали може би на планина или на море? А секако сакам на 023076677 еве да ми откриете, да се јавите секако во емисија и да ми кажете што забележавте околу порастот на цените, бидејќи верувам голем дел од вас веќе отидоа во маркетите и почнаа да пазаруваат. Сега исто така, за оние кои што не следат на Инстаграм, анкетата секако, еве анкетно ќе ве прашуваме и вас кои што се јавувате во Црвена линија, ни гласи вака. Каде ќе летувате? Прашува Црвена линија, планина или пак море? Резултатите како што и секогаш што бива ќе ги објавиме некаде по рекламите, значи конкретно на ова издание на Црвена линија. А на самиот старт одиме со она што го подготви нашата колешка Ирена Чачкова, кога станува збор за покачување на цените. Сериозен скок на цените на храната. Откако владата вчера одлучи да не ги проложи превентивните мерки, граѓаните утринава се разбудија со нов ценовен шок. Во маркетите веќе се испорачани производи со повисоки цени. Поскапувањето кај лебот е во просек од 5 до 7 денари. Цената на маслото пак надмина 150 денари. Поскапување има и кај брашното, шеќерот, млекото, месото, оризот, јајцата. Граѓаните се жалат, цените и претходно биле многу високи, а сега со новиот скок ќе им се нанесе сериозен удар врз семејниот буџет. Дел од експертската јавност смета дека владата мора веднаш да интервенира со некакви мерки за да ги заштити граѓаните. Во спротивно, состојбата ќе биде многу лоша. Вчера владата одлучи да го врати ДДВ-то за основните производи на 5%, но и повисоките маржи за трговците. Наместо 10 и ДДВ-то за горивата од денеска е повторно 18%, а нема повеќе ниту пониска акциза. Овие мерки беа донесени во март како превенција од поскапувања, но нивната важност истече, а од владата се уште нема најава дали и какви нови мерки ќе бидат преземени. Ето, прилогот на Ирена Чачкова можеше да се утврди каков скок на цените од денес се случи. Зејтинот на прво место од 135 денари сега веќе може да се најде на маркетите и со цена од 160 денари, шеќерот 59. Дури и алкохолниот оцет има цена од 60 денари, но како и се цените ќе ми откриете вие. Меѓу другото, и ќе подсетиме дека имаме и тема плюс. Она што сакаме да го слушнеме од вас, дали сметате дека владата треба да донесе нови мерки за стоп на ваквиот пораст на цените? Ајде да слушнеме што ќе каже веднаш нашиот прв гледач во своите 90 секунди. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Секој е добро. Поздрав до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Благодарам од Кичо Николче Петреш и редовен гледач и ви честитам како медиум што сте една од најчестите и најкоректните и најобјективната телевизија. Благодарам многу. Сега, во однос на темите, јас ќе кажам моето мислење. Значи, нормално се осетува поскапувањето кое денес е донесено. Значи, тоа е начинот на најголемата криза која се деси меѓу Украина, пандемијата, Украина-Русија, значи, оние мерки кои се преземени против Русија, исто и од страна на Европската заедница, значи, ова не е само кај нас, тоа сите го знаеме, тоа е во цела Европа. За жал, платите кај ми се поголеми, кај нас помали, јас мислам владата треба да најде посебно начин, исклучиво за оние кои имаат пониски примања. Јас имам 22.500 пензија, не можам месецу да го поминам, а тешко на оние со 15 или 12 динар. Затоа препорачувам на владата да најде начин, да најде мерки, како што досега да ги преземи опција, да им помогне на оние кои се стварно ранливи категории, кои не може да преживеат месецот. И јас мислам дека тоа во крајно време
ќе го направи ако нема обструкција од страна на опозицијата. Ако не, ќе трпиме, навикнати сме од ден за ден, лепше соца ќе преживееме. Благодарам, цениме што се вклучивте во црвена линија. Лебот станува луксус, а да видиме што мисли нашиот следен гледач. Добар ден од црвена линија. Добар ден. Секој добро? Секој добро, поздрав до вас и телевизијата. Еве, дали бевте денес во маркет, пазарувавте ли или се направивте вчера? Вака, јас си бев синоќа понормално, затоа што ми снема многу нешто во моите ресурси. Така? Дали сте се уште на линија? Ве Да. Продолжете, времето си И тече. што затекна со полупразни рафтови. Така. Продолжете, времето Так. да не ви истече. Зборувајте Така, се. не знам дали се слушам таму. Се слушаме, да, слободно. Тоа нема проблем. Цените денеска не знам колку се, ова е стварно неподносливо. Не знам дали владата уопште се замислила за луѓето кои имаат пензија 12.000 денари. Дали они можат да живеат, да се запрашат дали они можат да живеат со 12.000 пензија? И Така, продолжете. тоа е од мене, што да кажем, не знам, кој е начинот за да се подобри ситуацијата. Ние, обичните луѓе, не можеме да го знаеме, но тие што се ставени таму за тоа да се грижат за луѓето, што сме ги бирале и што се веќе на местата, треба да се запрашат и да донесат правилни одлуки, ако може да се подобри ситуацијата за луѓето кои. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Ова време е за вас, драги мои, па веднаш преминувам на вклучување на новиот гледач. Добар ден од црвена линија. Да, добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Ова тема денески што ја поставивте е доста женска тема, затоа што господата трговци направија циркузијада кај сите граѓани, не само кај тие сиромашките, затоа што да се покачи 7 денари лебот, да се покачи 7 денари млекото, сирењето, брашното, шеќерот, тоа е стварно незамисливо, искрено да ви кажам. Али еве сега слушнаме нешто дека владата хитно ќе носи некои мерки да ги заштити на некој начин тие оние што се засегнати со мали пензии, со мали плати, за да му помогне во некој поглед. Али искам да ви кажам, не е само за нив, тоа е за сите. Прво, еве, ќе видите сега имате едната недела второ покачување. Поради покачувањето на бензинот и нафтата. Следи нов бранд на покачување. Затоа јас ја поздравувам владата. Што подхитно со Министерството за економија, дека теши да излези подхитно да ги стопираат овие сите работи, затоа што граѓаните во Република Северна Македонија не може да ги издржат това. Многу е тешко и за тие што имаат и за тие што имаат мали примања. Поздрав и се најубаво. Голем поздрав до вас, останете да не гледате до крај. Јас секако во продолжение на 02307 6677 очекуваме да слушнеме што ќе каже новиот гледач. Верувам дека некој денес можеби и пазаруваше во маркет, па еве да ни ги откриете изненадувањата кога сме кај цените покрај овие кои што ги видовме, дали можеби забележавте скок и на огромен скок на цени на некои други производи. Добар ден. Здраво. Здраво, секој добро, вие сте во црвена линија. Вака сега да прашам, барел нафта да не знаете колку е? Сирова нафта? Сирова Онака нафта. прашам. Еве вака сега ќе ви откриам, одиме директно унаму каде што треба на telma.com.mk. Значи супер бензинот. Барел нафта, сирова нафта, сурова е $116 барел. 116. Значи имала период нафтата да биде и по 150 и $200. Добро. Токави инфлации, токави ценовни шокови на толку пониска цена на барелот на нафтата, а овдека ми прават ситуација дека сме ние у тешка криза. Ова мислам дека е измислена или наметната криза од многу поголеми сили што го прават ова, а нашите послушници и измечари тоа го спроведуваат. Плюс
тој кредит што требаше 900 милиони да го земат, не го зема. И 600 милиони евро врзница не ја зема. Тоа значи дека ќе добиете кредит, од кој ќе си го смените и името. Тука ќе добијат тогаш они пари и ова ќе се опушти. Сега ќе не тераат до изгладнување. Да се изгладниме, да станеме апатични, да станеме депресивни, индолентни кон промена на идентитетот и се останато. Тоа е таа математика Европска унија што ни ја наметнува. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. И сега ќе одиме онаму каде што се коментира најмногу, а тоа е Твитер заедницата. Па еве на што налетавме. Еве сега ќе покаже и режијата коментарот на кум Рузвелт. Вели: се додека дремете по бензински, се додека правите промет, правите залихи, вака ќе биде. Пробајте 1 месец, 2-3, јадете скромно, ништо не купувајте, нигде не одете и ќе видите сами трговците ќе не молат, сами ќе ги намалат цените. Народот одлучува што ќе се поскапи, запамтете. Одиме со уште еден твит на andon.ru, вели: изгледа има дојава за поскапување на основни продукти. Леп, млеко, зетин, диазепам. Затоа неаме гајле, подседативи сме. А Бланк вели: баш го мислев ова вчера. Имаме војна во комши и најголем производител на газ, вие с најголем производител на житарки. И се чудам како поминуваме само со поскапување. На времето ќе снимало јадење, ќе снимаше секаков материјал, ќе одевме во војска и можно е да сме биле нападнати и ние. А она што е сигурно во црвена линија, веднаш го вклучуваме и новиот гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, секој добро, вие сте во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот, подобро да се слушнеме. Јас ве слушам. Одлично, повелете. Баш прекрасна емисија, ви честитам. Благодарам. И навистина треба да се слушне гласот на народот, крајно време е, бидејќи кризата на сите ни е јасно секаде, но нас во Македонија, на обичниот народ, граѓанинот, не ни е јасно до кога ќе трае криминалов. Парите, место да се покачат минималните плати, место да се покачат платите во образованието, ние слушаме и нон-стоп ве информираме од вас медиумиве дека ректорите, премиерите, политичарите се повеќе и повеќе земаат од она поголема од црвена линија. Зарем може гласов наш преку вас да допре до увото на некои натежни кои што навистина треба да им се рече стоп на криминалците. Не само од ова влада, не само од овие министри, туку и од пратениците, и од претходните, и овие цели 30 години. Благодарам што искористивте можноста да го кажете вашиот став во 90 секунди. Внимавајте на тајмерот да не изгледа дека ви исклучуваме. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Дали пазарувавте денеска? Вака сега, прво Господ да ни ја напомош на сите со овие нови цени, меѓутоа одека не би ги обвинил никој друг, освен трговците кои што ги зидаат цените, ги формираат онака како што сакаат и како што им одговара на нив. Меѓутоа, одека треба државата, владата да донесе закон, да не може да имаме тие маржи, и додавања други кои што ги имаат, да не биде различни кај секој продавач да биде тоа. Меѓутоа, да биде за сите едно, да речеме некогаш се знаеше дека маржа е 17% и крај. Значи, ако тоа се направи на тој принцип, тогаш не може да дивеат вака како што дивеат цените. Но да се помириме треба со судбината, затоа што некој друг ни капата и ние сега мораме да ги плаќаме сите овие ненормални цени
а нашите примања, дали тоа се работи за личен доход кој би требало да е минимум 18.000, што не го добиваат голем број граѓани, меѓутоа и оние кои имаат и над 20.000, и тоа е малку, затоа што кошничката е 36.000 и кусур. Значи, фактички, ние сме ставени меѓу чеканот и наковалната. Ама кој ќе издржи, не знам, главата ќе пукне. Благодарам, поздрав. Благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија. Во меѓувреме ќе потсетам, очекувам и да слушнам, еве дали бевте денес да пазарувате, па можете вака директно да ни откриете на какви цени налетавте покрај оние кои што се јавно познати. Добар ден. Добар ден. Значи, што да ви кажам, цените катастрофа. Во секој маркет сегдека имате различита цена. Различни цени, добро? Па сегдека, кој како сака трговец, така си става. Јас ова 2 години го зборам за тие маржи. Значи, има 2 години по телевизијата јавно. Значи, не може кој колку сака и како сака од рукав да се тресе. Затоа ние сега имаме воени профитери. Не знаат што да прават овие кажи ги приватниве лица. Значи, само гледаат како можат. Робата ја кријат, ја вадат сега кога. Јас само ќе ви кажам пред некој ден. Сабајлето купувам една цена, поручек еден другиот производ, 3 денари, зборам пред некој ден, не од денеска. 3 денари повеќе цената. Така да ова сега не е ништо ново. И пред тоа го имаше, пошто секој ден пазарувам, имам 7 маркети околу мене. Така да можам, не знам што да кажам, можам да работам за некоја фирма и да им ги кажем цените. Значи, ова е нешто невидено. Ја не можам да сватам како може. Ова Министерство за економија и за онакво вие нека си дадат оставка, па еден најобичен човек да дојде на нивно место, ја мислам дека побаво ќе вади. Има и може секако да се направи. Значи може они да најдат многу работи и не е точно дека нема пари, била војна, била криза. Па како војнава има милиарди даваат за оружје, да тепаат луѓе во Украина американците. Ова само Америка го прави. И ова регулаторна комисија подхитно да се затвори. Има комора за енергетика. Благодарам. Продолжете да не гледате, бидејќи сега следува мислењето и ставот на нашиот нов гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам. Сега сигурно сум уклучен. Сега. Така. Ова што ќе кажем не важи за оние што се родени после 1990 година. А оние што се родени пред 1900 и што беа на работа, што е напуштија фирмите, што отида во трудот да земале технолошки вишок тамо без со лежење ги земале пари, тие ова малце што ни се дешава. Какво стопанство имаше државата? Само да ви споменам 2 работи. Збора за шеќер, за маслото. Македонија масло ставдуваше Србија до Ниш, Косово, Црна Гора и Македонија. Со шеќер исто ги ставдуваше до Ниш, Косово и Македонија. Сега дојдоне да бидеме водици. Само за ум, што немаме ум. Ки мислевме 90-та година да му ја дајме власта на луѓе што појма нема кај се наоѓаат. Човек што врска немаше ни со стопанство, ни со водење на држава, му е предадена државата. И сега ги слушам, запнале сите, па да и прашам господата од ВМРО, што и направи нова држава 2001 година и 2011. Сега запнале талат е нивни кадар, тие го донесе од планина, го клада министр за одбрана. Еве да ве прашам, дали годинава еве на анкетното прашање вие во планува лето да заминете можеби на планина или на море? Нас не останува на сите само да заминиме планина и да не изјат мечките тамо. Друго ништо нема со ова. Секако има тоа што се вклучувате во црвена линија, јас ќе напоменам само без помнување на имиња, на вредливи зборови, секако говорена омраза. А секако најпожелно е да го кажете вашиот став и мислење. Одиме со вклучување на нашиот нов гледач. Добар ден од црвена линија. Дали се слушаме? Добар ден. Се слушаме, добар ден. Бевте ли да пазарувате денес? Дали не слушате? Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку. Да се слушаме, добар ден. Добар ден. Бевте ли да пазарувате денес?
Па ги пазарував, уште вчера ги видов цените, денешните цени се така, како што е најавено, така се изголемени. И ке се истуркали. Кој е вашиот коментар? Па сега, моето мислење е следното по дадените теми што се дадени на телевизијата. Луѓево од мерките што ги превземе владата за да дали сме заштедиле пари за да одиме на одмор од мерките, тоа не може никој да заштеди. Одмор не може да одат никој што заработува 20 до 40.000 денари. Другото, ние не знаеме кои се увозните цени на артиклите прехранени што се продаваат во Македонија. Се мисли на зејтинот, на брашното, на шеќерот и така. Увозна цена, значи колку увозникот го гнел во Македонија со царина. И колкава цена сега тој надградил формира од еден до друг до трет. Тука треба да поведи светка Министерството за економија и тогаш веќе тој може да ги ограничи цените на артиклите, а трговците да бидат задоволни, а и ние да бидеме. Инаку и втората мерка што треба самите граѓани да ја превземе, треба да не купуваме големи количини. Малце да купуваме, да видат тие дека ние не тежнееме да правиме домашни залихи. Во однос на нафтата и нафтените деривати. 90 секунди е времето за излагање. Внимавајте на времето, ама сепак јас ќе ви се заблагодарам што искористивте можноста да ни се вклучите во црвена линија. Одиме со следниот гледач. Добар ден и до вас. Дали се слушаме? Слушам вие, дали ме слушате? Да, одлично ве слушам, повелете. Вака читам сега насловот, дали прво на прво прашање да кажам планина или море. Ќе одам на море, да. Ние од културата се изборевме за повисоки плати и сметам дека заслужуваме да одиме на море. Сега ја разбирам кризата и целава ситуација. Апелирам до владата не 1000 евра, 2000 евра да земаат плата, а на народот да му дадат 1000 евра плата. Значи спрема криза треба да им ја покачат платата. Ако се способни. А овие партискиве што се јавуваат, извинете вака што ќе кажам, не сите нормално, што лепеле плакати за да им ги вработат децата, синовите и керките, ако не се задоволни со кризата, нека излезат на протести, значи и нека си бараат повеќе од тоа што треба, а и треба тоа да се направи. Тука нема ништо партиско, кога се работи за економска криза и луѓето немаат лев да јадат, треба да излезат и да си го кажат својот став на протести и тоа е тоа. Гледам уште 0,33, значи. Според вас, какви мерки треба да се превземеме да се стопира овој раст на цените или барем подобро да се менаџира за да може да се истурка од први до први? Знаете сега ова со ДДВ-то, значи што зборуваат на 5%, нели да се намали. Така. Да се смалат бензините исто така. А на приветниците, пошто имаат слободен пазар, исто и тие плаќаат данок на државата. И они исто така не можат да ги намалат цените кои мора да платат данок. Сега, доколку државата ги намали даноците, така и тие ќе може да ги спрегнат да ги намалат цените. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. 90 секунди е времето за вашиот став. И ајде да не должам многу веднаш да слушнам што ќе ни открие нашиот нов гледач. Добар ден. Добар ден. Јас убаво ве слушам, повелете. Убаво ден. Вака. За мерките, значи сетот, ако више се гледат, дека цела Европа више тангира на тие социјални наливи, дека не може народ, а кај нас, значи, имаме изгледа претежно многу народ, па затоа влада не се одврзува да помага на населението. И баш се запрашувам како тие ќе го полнат буџетот. Дали вака, со казни пишување, значи за некои неизмерени казни или било што. Друго, сите овие нивни досегашни мерки што беа ги издале, фирмите, значи кои ще се исплаќаат неповратни средства од мој данок, значи лично од нас. Би рекол дека во Германија го нема тој тренд. Значи државата да исплаќа на приватни фирми кеш, тоа е. Значи тоа нема никој по да се случи. Државата помага, значи само во кредити. Банките се тие кои што издаваат. Имаат имот, имаат се,
Значи тие одат во банка и заложуваат тоа, а државата може само да го пролонгира рокот на 12, 24, 36 месеци или било 4-5 години. Така да не ќе ја моите пари, кои што ја даношно ги плаќам, со прележен ковид од 1500 евра што не кошташе, значи никако до сега немам никаква помош од држава. Ја не се бунам за тоа, што има и полоши случаи од мене. Него наставно тоа е не добра работа. Но сигурно е добра работа што се вклучувате во Црвена линија, бидејќи секој издание за вас и секако сакаме да слушаме како си ја менаџираат својата потрошувачка кошничка од денес граѓаните и што мислат на темата. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. За цените да кажеме. Секако повелете. Цените секако мора да растат, бидејќи ние светската берза не ја диктираме, ја диктира Америка, а како ја диктира? Зашто на огинот не додева бензин, него масло да гори повеќе. Европската заедница, одно сите тие европски политичари, ја ги сметам за малоумни, затоа што не ја разбираат доволно политиката дека Америка врши секаков притисок врз Европа да она ослабне. Што е послабна, тоа повеќе за Америка и цените затоа се качуваат кај нас. Не сме ни ги криви, али за државата сега да ги намали ДДВ-то, да намали све. Онак треба да ја намалиме полицијата на 80%, војската 80%, здравство да немаме, све. Па државата живее од даноци. Имаше една приказка, вистинита, ја викам, некој отишол јајца да купува, немам јајца, вика. Добро, дај ми млеко, нема млеко. И па како бе? Абе вика, ако чуваш кокошки, ќе ти фати за јајца, ако чуваш овци, ќе ти фати за вуна. Значи, зимале порези и тогаш и сега, без порез не може. Не сме ние криви, ништо. Меѓутоа, цената на нафтата треба да се зголеми уште 50% повеќе, за возилата да малку си ги остават дома, за потреби, не дај Боже за све. Внимавајте на тајмерот. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Драго ни е дека имаме огромен интерес, и тоа е очекувано со оглед на тоа што 1 јуни ни донесе и поскапување на цените. Добар ден. Дали се слушаме? Ало. Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Секој е добро. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Ама зошто друга искочи пред мене? Друга зборува пред мене, ало? Не зборува, намалете го тонот на ТВ приемникот и почнете. Кажете си го вашето мислење слободно. Нашето мислење е дека многу се качуваат цените, а мали платите како да се заштеди за да можеме да идеме на одмор. Ни на море можеме да одиме, ни на езеро никаде. Мали плати не дават плати предпријатијата. Бетон не дал 5 месеци плата. Од каде? Ни сме платиле белешки, ни кредити, ништо. Бетон 5 месеци не дал плата на работниците, газдата се крие. Го бараат, се крие, го бараат работниците. И еве ги дома се не идат на работа. Од што ќе платат? Белешки од што ќе платат кредити. Не можат да го најдат газдата на бетон. Това е. Тоа би било се? Молам? Тоа би било се. Благодарам што еве се јавивте и го кажавте вашиот став во Црвена линија. А сега во продолжение одиме онаму каде што исто така се коментира, а тоа е Твитер заедницата. Еве што издвоивме. Штикла вели среќен јуни и поскапување на сите што го слават. Одиме на следен твит. Еве гледате. Алијана вели што поскапување, што диета. Гледате најверојатно кошничката, па дури и цедилката ќе изгледа
ќе биде видлива најверојатно со микроскоп, а такви ќе бидат и продуктите, за да се издржи темпото на поскапување на цените. А Иван Анастасовски вели вака: гледајте на новите поскапувања од позитивен аспект. Од утре ќе одиме, тоест од денес, мисли, ќе одиме повеќе пешки, физичка активност, ќе се намали со јадење леп, што е основа за здрав живот. Владата мисли на своите граѓани како да бидат повеќе фит, ги одмрзнува продуктите, сега уште да ги замрзнат и платите. Оно што сакам секако да проговорам со вас е дали денеска некој пазаруваше. Ние откривме кои артикли имаат најголем скок на цените. Јас ќе надополнам дека и тестенини се покачени дури на 70 денари пакување. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете. Како може да се преживее со 10.500 денари со 3 члена семејство месечно? Што да платиме прво? Давачки, да платиме прво струја, вода, ѓубре, лекарства. Не прескачува ни динар не прескачува. Сега со Словија цени па уште закопаваме со све. Каде го гледате решението? Какви мерки треба да се превземат? Што мерки да преземат? Пак е владата мерките, кој ќе друг. Владата пак треба да ги реши некои проблеми, оваквите проблеми. Не може да ги реши народот. Што? Треба да излезе на улица. Тоа е тој, што нема што да се каже. Со овие цени више отидува, ова е значи претеризм. Так, благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија. А сега одиме со уште еден твит. Повозрастните генерации се сеќаваат на овој момент во економијата. Пиндар вели да дозволат големите маркети да се запишуваме, може ли? По старите генерации, по возрастни генерации знаат дека на времето се задолжувавме во маркетите. Трговецот имаше тетрадка, па оној кој што нема да плати, се разбира, се запишуваше во тетрадка, па кога ќе може ќе се наплати долгот. А Шлапатало, еве визуелно со оваа фотографија на леп, ги коментира поскапувањата. Остај сине, тоа е за гостите. Вака ќе се зборува за лебот, век на леб, како што никогаш ни бранеа да ги јадеме колачите кои што беа за гостите. А оно што е најважно, црвена линија вклучува нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија? Со цени, покачувањето на цените. Так. И планирање на одмор, дали ќе се оди, нема да се оди на одмор. Цените за да се стабилизираат има многу едноставен начин, брз, за да се среди покачувањето на цените. Да си владата даде оставка, дојде експертска влада, не од ВМРО, не од СДС, експерти од МАНУ, најмалце година дена да нема избори, да ја средат ситуацијата, па тек после да се размислува за избори. А за на одмор сите што имаат ниви, мотиките в ниви да си ги сават, да си јават оти оваа влада, ќе не натера сите по раскрсниците доиме да просиме. Страмота е што го прават 2 дена во парламентот што дискутираат. Како не се страма? Па јавни седници нека се затворат да не ги кадаат луѓето. Треба едноставно, како во Русија, во Украина едно време што ги меткаа пратениците во континери, така и тука треба, па да се опаметат малку. Пријатно. Пријатно и вам, благодарам што го искористивте вашето време да се вклучите. А сега одиме со уште еден твит на Иво Антов. Вели вака: колку е бензинот? 110. Океј, а доколку работите? Тоа добро го знаат оние кои што кога ќе налетаме или на нешто што ни се допаѓа и ни е важно, има многу висока цена, тогаш од немукаат, што би се рекло, велиме до кога работите, за да избегаме од можноста да се посрамиме дека не сме во можност да платиме. Добар ден. Црвена линија.
Добар ден, црвена линија, дали се слушаме? Да, се слушаме. Одлично, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Темата е за покачување. Така, цените на производите од денес порасна. Демолам, да, слушаме, све е јасно тоа. Ова поскапотија не ја чувствува сите. Ова скапотија почувствуваат сиромашните луѓе. Овие што се со високи премии, те не ги осеќаат тие. Дека е 100 динари бензин, дека 6 динари лебот и така натаму. Меѓутоа ова го чувствуваат најниската класа, работници или пензионери, најниските, тие го чувствуваат, други не го чувствуваат. Тоа е поентава. И затоа тие не може да го сетат ова поскапување, дали зетне толку или брашно, го чувствува оној сиромашниот. И што правиме сега, овие ќе шетаме пензионерите вамо тамо, не им води контрола никој, да ќутат, да не си барат, да им се покачи пензијата, од друга страна пари немаме. И за горивото исто, ќе вози оно што има. Има 5 автомобили, за него не е ништо горивото 100 денари, али оно што вози точек и што оди пешки, за него е скапо. Така, ситиот не му верува на гладниот. Никад не му верува и нема шанса да му верува. Нема шанса да му поверува, бидејќи никој не презима ништо мерки. Никој контрола не води за сиромасите и така натаму. Благодарам што го искористивте вашето време да се вклучите во црвена линија. Сега малку шегубено одиме на еден коментар на Мила Шила. Вели вака, ние што не возиме коли, ке се и туриме по една ракија. Еве, сега одиме да слушнеме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Се надевам дека се слушаме, намалете го тонот на ТВ приемникот. Нема воопшто уклучен ТВ приемник, исклучен е тонот. Јас ве слушам, вие сте во црвена линија, добар ден. Добар ден. Вака ќе бидам конкретен, пошто времето не е многу долго. Прво, цените на производите. Мислам дека бензинот и храната треба да се субвенционираат, меѓутоа за тоа треба буџетот да има средства. Едини ставки од буџетот што имаат приходи секојдневно се акцизи, даноци и приходи од други давачки. Сега, кај се трошат тие? Да се намали администратијата најмалку за 50%. Тука има голем потенцијал за да се заштедат пари. Со тоа ќе се субвенционираат и даноци и акцизи на горивото. И ќе знае и стопанственикот и сите луѓе ќе знаат годината што ги чека со која цена бензинот. Дали ќе биде 1 евро, пола евро или евро и пол. Второ, имате овдека дискусијата, гледам за зетин. Па добро, не се пие секој ден зетин, се троши 5 до 6 литри, зависи од големината на семејството. И ако се качил за 2-30 денари, тоа значи дека 200 до 300 денари, 500 денари месечно ќе иде само за зетин. Кажавте дека и тестенините се покачени, точно е. Шекерот е 59 денари? Да, шекер, колку се троши шекер? Тоа се троши кога се прави сладко или некои сладкиши за кафе и не знам. Кажете ми колку народов троши треба таа кошничка да извадите. А не само се каже 36.000 е кошничката, да. Овошни салати, не знам, тартуфи, вамо, таму сигурно дека не се секојдневни производи. И тие се јадат ексклузивно, пршути, не знам. Меѓутоа стандардните производи. Тука треба државата да реагира. Благодарам и вам што се вклучивте во црвена линија. Сега време малку да ве одмориме со реклами и се враќаме веднаш, се разбира, во црвена линија. Почитувани, повторно сте со црвена линија и веќе во овој дел по рекламите веднаш вклучуваме и гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Да, се јавувам од Кавадарци. Голем поздрав до Кавадарци. Хвала, благодарам. Вака, добри се цени, како не ги покачуват и бензините, вамо, тамо. Ама зашто на погребалните на место 30.000 да дадат, Софија 5.000 денари. Оти не ни ги дадат тие пари. А вака добро што покачуват, оти не го покачат погребалното. Да ни ги вратат 5.030, требаше они 25. Што правиме сега? А цените се растат, а ми ги дадоме по 40, по 50.000 за погреб. Што правиме сега со тие работи? А вака добро е, цените си ги качуват, не 100, 200, 300%. 4 јајца, турал по 15 денари. И тоа се е негово право, тоа не е моје право.
А сега сакам за тоа да дознавам која е причина. Еве сега јас взимам гарантирана, што се тие 6200 денара, со 6200 денара трошам опчиња 4000. И как ќе живееме? Как ќе живееме сега? А 20 година погребувам. По 40-80 треба да ги вратам. А должен да ги вратам за мајки ми 1100 денари од пензијата и 600 денари од нега. И ја тоа си го поднесем трошковите, ама мене ми ги се прават 5000 денари, не само мене, но сите граѓани во Република Македонија. Така. Ако е тоа се, благодарам што искористивте можноста да го кажете вашиот став во вашите 90 секунди. Дали имаме уште еден гледач? Супер. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Добар ден, вие сте во Црвена линија. Добар ден. Секој добро. Поздрав до вашата телевизија. Голем поздрав и до вас. Од 2006 емисијата ги има теком емисија. Слушайте сега. Слушаме. 8 милиарди задржување може се да покриет. А реформи и барат од Брисел, живот не стана да го подобрат. Па зашто не ги покаже плата 2016 година и би това живот? Живот за сите, само за владата, да се наградуваат преко тендери, секој тендер се криминал. Корупција невидена. Па зашто не имат залиха на задолжување на буџетот? По 100% на сите платите, иако ги има вие цени покачени, само тоа го витуват преко пресува, на дела нема. Значи немат интерес за граѓаните и на 18 протест јуни треба секој да излезе, секој семејство за протест. Ако не помогне за преоставка, протестот треба да биде со бунт за да прифатат предвремени парламентарни избори. Друг спас нема. Ова нелегитимна влада, ова само за не се грижи само за ни и ги навредува граѓаните и дури ги омажава, ги понижава и дури и образованите витува и пари, витува, а не се плано за намесен балансот на буџетот што го. Ништо, само лаги невидено. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија и одиме со последниот гледач за денес. Добар ден. Добар ден. Добар ден, секој добро и вам. Да. Вака, сакам само малце многу да кажам. Кога може едно дете да се излажи, 3-годишно дете, ами сакам мамо да ми купиш то, ама немам пари и ќе го излажиш. Така сме сите излагани цела Македонија. Банката е украдија. Никој ништо не превзеде. Сега бргу 2 милиони друга фатија. Кај се тие пари? Ништо нема. Онај Зијадин, како се вика, на косата долга, 1 милион украл, го нема. Кај се тие пари? Само без имење во Црвена линија. Молим? Сакам да ми кажете, еве дали денес пазарувавте? Пазарував и излегов се за торбе мало, 2 пиперки купив и колку за хигиена нешто. Еве средствата за хигиена дали се поскапени, тоа да слушнеме. Поскапено е, па ако не беше поскапено, немаше, ќе беше како порано. Значи, ние заес порано рече сме недоветни, а Пендаров рече стока. Без имења. Добро знам, се извинувам. И сега тие пари треба да се наместат украдените. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Сакам да ви покажам, ќе бидеме малку... Знаете како е на интернет, секогаш се губи, но се коментира кога особено имаме вакви предизвици пред нас, како што се поскапувањата, па еве. Во Вицови за душа вели, не е проблем што немаме пари да одиме на море, туку е проблем што веќе немаме и да останеме дома. А што се однесува до анкетата, ова се и резултатите. Ајде да отвориме. Само момент. Еве вака да видиме што
и како гласаше нашите следбеници на Инстаграм. Анкетата гласаше каде ќе летувате? Планина или пак море? 64% најверојатно летово ќе го поминат на планина, а само 36% на море. И сега во продолжение секако ќе ве подсетам зашто ќе говориме утре. Можете ова попладне и да се подготвите. Темата за утре во црвена линија гласи вака: пензионерите се плашат дека нема да има за леп, а не па за лек. Во аптеките чистка секој први во месецот. Диазепам како бомбони. 12.000 кути во еден ден продадени. Дали сме толку депримирани? И анкетата за Инстаграм ќе ни гласи: бесплатен превоз или лекови за пензионерите? Одговарате, се разбира, со да и не. А она што е најважно, ве припуштам на програмата на Телма телевизија и не заборавајте да се информирате на telma.com.mk. Утре повторно сте со мене во црвена линија. Довидување и убаво попладне.